би сакал да кажам дека во организација на Светската федерација, на Светската асоциација во ЦУК, која е организирана, која е отворена пред 2 години, се организира и ОДК асоциација во Македонија, која се работи за асоциација за мал фудбал, која се игра на вештачка трева. Ке се одвива турнирот во повеќе градови во Македонија. Најпрво започнуваме во вашиот роден град, Струмица. Мислиме дека тоа е најатрактивно место каде што би може да го презентираме она што е наша идеја. Целта на оваа асоциација за мал фудбал е промовирање на фудбалот како спорт. Она што би сакале да истакнеме е најголемата грижа за оние кои се навивачи на екипи, каде што дефинитивно цело време се пасивно настроени на сите утакмици и се гледат и навиваат. Овој пат ќе имаат можност да самите учествуваат во една голема организација, каде што ќе можат индивидуалните нивни можности да ги покажат на турнирите. Тоа што веќе напоменав, ќе се игра во повеќе градови. Значи, реков, спомнав веќе Струмица, после следен град е Битола, Куманово, Тетово, Велес и Скопје. Финалето ќе се игра од сите градови, од 5 града и 3 општини во Скопје, во град Скопје. Финалето ќе се игра на площадот на Македонија, во Скопје. Првиот финалист кој ќе победи ќе се упати на Европското првенство во Полска и во Украина, каде што таму во фан зоната ќе бидат свестени сите фанови и навивачи во цел свет, во цела Европа практично. Ќе се игра меѓународен турнир, аматерски, нормално, исто на ваков терен, на трева. И нормално, се надеваме дека нашиот представник ќе го осветли нашето име. Би сакал да во ова прилога да искажам една голема благодарност за општина Струмица, до градоначалникот Зоран Заев, што ни овозможи една голема поддршка на овој турнир. Во исто време самиот град е покровител на иста оваа организација, на истиот турнир и се надеваме дека навистина ќе направиме еден мини спектакл кој ќе биде за памтење и ќе има секоја година организација во исто време од Лика. За прв пат ќе се одржи во Македонија, се работи за национален турнир. За прв пат ќе се одржи на площадот во Струмица. Ќе се постави еден голем монтажен терен кој што има димензија 40x20. Ќе се одигрува турнирот на вештачка трева. Нормално ќе има на едната страна трибина за сите гледачи кои што би сакале да гледаат турнир да го гледаат. Ова можност искористуваме за прв пат да промовираме топката, официјалната топка која што ќе биде или таа официјалниот фудбал кој што ќе биде користен на Европското првенство. Топката танго нормално е таа. Самиот големината на турнирот, тоест после Струмица, турнирот ќе треба да се одржи во 5 наредни градови, ќе се одржи во Битола, Куманово, Тетово и Велес. Се работи за турнирски тип на организација, значи се игра 5+1 во секоја екипа. Начинот на пријавување е на интернет страницата www.minifutbalmacedonia.mk или овдека во Кафе 19, каде што може да се пријават секоја екипа да пополни пријава и да земе учество на овој турнир. Самиот турнир ќе биде посветен како еден голем спектакл, кој што ќе биде поддржан од модератори. Модераторите ќе има забавна програма, ќе има ревијален дел на турнирот. Започнува во сабота, значи на 21, ќе трае до 27. Па таа бројка секојдневно се менува. Ние до денеска не можеме да идеме затоа што имаме другиот дел од од организацијата е задолжен за да ги следи тие работи. Тоа ќе го истакнеме на нашата интернет страна, секојдневно ќе биде ажурирано, со тоа што сите ќе бидат запознаени кои екипи и колку екипи, затоа што секоја екипа поединечно ќе биде презентирана на интернет страницата, нормално кои се учесници и така натаму се ќе биде. Иначе на турнирот, правилата на турнирот се да учество на турнирот имаат само аматерите. Значи не смеат професионални фудбалери да има. Тоа е воглавном како увертирано. 5+1, значи се пријавуваат 10 играчи, но ќе играте по 7. Термините? Колку часот си? После 5. Значи од 5 до 10, да. Затоа што во работните дни, затоа што луѓето се на работа, па ние обично
така ги темпиравме, го темпиравме одржувањето на турнирот за да биде за секој да има можност да учествува. Работата не представува пречка за учество на ваков турнир.